Што ја спречува сега владата, ЗЕЛС и општините во градот Скопје да прогласат една условно кажано вонредна состојба, а состојбата не е условно, де факто е вонредна со хигиената во градот Скопје, да назначат повереници во јавното претпријатие комунална хигиена, односно преку управниот одбор, ако веќе директорот кадар, не знам, од ДУИ или од каде да е на Даниела Арсовска не функционира, да му ги одземат ингеренциите преку управниот одбор, преку ЗЕЛС, преку председателот на ЗЕЛС, останатите градоначалници во градот Скопје да спроведат акција, бидејќи состојбата е стварно алармантна, навистина се соочуваме со можности на заразни болести, се соочуваме со потенцијален екоцид. Зошто не превземат акција да го исчистат градот Скопје за 72 часа? Излегува и сами си ги чистат само општина центар. Другите од ова место чистат во Газибаба, создаваат на друго место бива депонија. А што ќе направите за да се ги задржите младите во општината? Ќе им дадеме улога во општината. Каква улога? Улога во креирањето на локалните политики. Младите мора да добијат улога, да бидат важен чинител, важен фактор во креирањето на локалната политика. И за таа цел не смееме да имаме партиски или фиктивен локален младински совет. Треба да имаме локален, функционален, локален младински совет, транспарентно избран, функционална младинска канцеларија, форуми на млади кои ќе одлучуваат за локалните политики кои ги тангираат младите и мора да има дел од буџетот на општината кој ќе биде директно определен, односно процент од буџетот кој ќе биде определен за младински политики, а младите директно да учествуваат